Анета, како што спомена и ти во најавата, пратеничките прашања денеска поминаа без присуство на опозицијската ВМРО ДПМН. Инаку тие завршија околу 14 часот. Скоро 4 часа пратениците од владеачкото мнозинство им поставуваа прашања на владините функционери на седницата во законодавниот дом. Собранискиот спикер Џафери очекува идната недела опозицијата да се вклучи во работата на собранието. Според него, ВМРО ДПМН нема повеќе оправдувања да ги бойкотира седниците, бидејќи се отстранети пречките за нивното отсуство. Џафери, кој пред седницата посветена на пратеничките прашања имаше и средба со новинарите, вели дека постојат и излезни решенија за законот за езиците кој беше изгласан во собранието, но указот за негово прогласување не беше потпишан од страна на шефот на државата Ѓорге Иванов. Џафери вели дека побарал средба со Иванов, но не добил одговор, а дополнително не прецизираше дали законот ќе се објави во службен весник само со неговиот подпис. Деталите за тоа предлагам да ги погледнеме од прилогот на колешката Душица Мрѓа. Законот за јазици нема да излезе во службен весник со двоен подпис на првиот парламентарец. Собранискиот спикер Талат Џафери дециден нема да се подпише под графата намената за шефот на државата. Тврди има неколку решенија за објавување на законот, но вели се уште се прават анализи. Џафери вели рок до кога Иванов ќе го подпише законот нема, бидејќи се работи за должност и обврска на председателот. Не одговори конкретно дали решението за да оди законот во службен весник ќе биде само неговиот подпис. Порачува, никој не смее да го попречи собранието да функционира. Џафери контра премиерот. Нема основ по кој би побарал помош од Уставниот суд, затоа што нема конфликт на надлежности. Јас нема да се впуштам да ставам подпис на нечие друго име. Решенијата се анализираат, не се водам од некакви временски рокови, но се брзам, не сакам да правам тензии. Побарав средба со председателот Иванов, не добив одговор, веројатно бил зафатен, потоа јас отидов на пат. Собранискиот спикер вели дека Иванов мора да одговара за кршење на уставот, но за импичмент вели мнозинството нема доволно гласови. Сепак децидене, кривична одговорност може да има. За неспроведување на уставот треба да има одговорност. Собранието е иницијатор на таа постапка и никој друг не може да бара одговорност за председателот на Македонија. Но има и друга одговорност што може да ја покрене кој било друг, а тоа е според член 335 од Кривичниот законник, непочитување на должност. Џафери е оптимист дека законодавниот дом ќе биде комплетен уште следната недела и дека претениците на ВМРО ДПМН ќе се вратат во собранието за да ги гласаат реформските закони, бидејќи вели со пуштањето на претениците од притвор во куќен притвор се исполнете условите за тие да се вратат во законодавниот дом. Џафери го најави новиот термин за процесот Жан Моне, 17 до 19 мај во Охрид. На седницата пак посветена на пратенички прашања, покрај прашањата за инфраструктурни проекти и даночна политика се најдоа и прашања за случајот со Алмир. Поточно за преквалификацијата на делото и за лиценцата на вештакот кој го вршел вештачењето во случајот. Премиерот пак дециден дека судските одлуки се независни, но сепак треба да се јасни и транспарентни. Премиерот од собраниската говорница инаку додека одговараше на прашање на пратеникот на Сојузот на ромите Амди Бајрам, беше и прекинат од потпредседателот на собранието Горан Мисовски, бидејќи го прекршил деловникот со тоа што одговарал на погрешно прашање. Пратеникот Бајрам пак задоволен од одговорот на премиерот Заев, но не и од одговорот на потпредседателот на собранието Горан Мисовски. Предлагам да ги погледнеме деталите од прилогот кој што го подготвивме. Пратенички прашања без опозиција. Пратениците од владеачкото мнозинство скоро 4 часа поставуваа прашања на владините функционери. Помеѓу прашањата за инфраструктура и даночна политика од албанските партии и прашања за смртта на малиот Алмир. Премиерот Заев пак дециден дека судските одлуки се независни. Сепак Заев истакна и дека таквите одлуки треба да се јасни и транспарентни. Не раздвојува нас како врз етничка линија и според информациите што ги добивме од средствата за јавни информирање дека и кај јавните обвинители имало поделба во однос на етничка припадност. Не смееме да дозволиме случајот со малиот Алмир да биде причина за политички поделби, за етнички поделби или за било какви поделби. Но на кое што како политичар го очекувам транспарентност, давање на одговори на граѓаните со сите детали, заради тоа што само тогаш ќе може да бидат смирени духовите на граѓаните.
Пратеникот Амди Бајрам пак со прашање до министерот за здравство Филипче и премиерот Заев за недостигот на лекови. Дополнително Бајрамот премиерот побари вработување на едно лице од ромска националност во кабинетот на Заев. Сепак во одговорот премиерот беше прекинат од подпредседателот на собранието Мисовски поради кршење на деловникот бидејќи одговараше на погрешно прашање. Бајрам пак порача, оти е задоволен од одговорот на Заев, но не и од Мисовски. Без разлика од каде, кој ром е, да има ром советник кај премиерот во кабинет. Во текот на април месец имам намера да го пополнам по систематизација слободното место посебен советник на премиерот за ромски прашања. Да, буквално... Господине премиер, се извинувам. Одговор на тоа прашање даде министерот за здравство. До вас беше поставено прашањето околу советникот за потребите ваши во кабинетот. Рече или за премиерот, или за министерот за здравство. Не смееме да го кршиме деловникот. Јас сум задоволен од премиерот, но и тоа што го кажа, вред е као дека е целосно кажано дека ќе биде уред. А од ваша страна не сум задоволен. Благодарам. Ви благодарам. Пратениците од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН и денеска го продолжија бојкотот на седниците во законодавниот дом. Бојкотот го започнаа заради притворите на дел од пратениците кои беа осомничени за настаните во собранието на 27 април. Да, инаку денешната седница заврши, како што споменав на почетокот на ова линковско вклучување, околу 14 часот, поради неприсуството на пратениците од страна на ВМРО ДПМН, прашања беа поставувани само од пратеници од владеачкото мнозинство на владините функционери. Председателот на собранието Талат Џафери очекува од наредната недела опозицијата да почне повторно да учествува во работата на пленарната, во работата на собранието. Од најголемата опозицијска партија пак ВМРО ДПМН, бојкотот на собранието го започна заради притворите на дел од нивните пратеници за учеството во настаните од 27 април.